Веруваме дека многумина од вас ќе се согласат дека естрадниот магазин Ексклузив на 1 ТВ е вистинско освежување, кое и тоа како и не достигаше на македонската естрада. Повеќето од познатите личности со расширени раце не прифатија нас и нашиот начин на работа, иако понекогаш сме и повеќе искрени од што треба, но нашата работа е да ја информираме јавноста и за приватните животи на пејачите, актерите, спортистите, политичарите и многу други. За овие неколку месеци откако постоиме пред камерата на Ексклузив застана речиси цела македонска естрада, но и најголемите ѕвезди од регионот. Се разбира, некој малку ни се налутија, но факт е дека повеќето од нив сакале да признаат или не, им годи нашето присуство. Сега накратко ќе се обидеме да ве подсетиме на едни од најинтересните моменти кои според нас ја одбележаа нашата работа во 2018-та. Дефинитивно гостувањето на една од најголемите балкански ѕвезди, Јелена Карлеуша, ќе остане во долго сеќавање на нашата екипа, бидејќи навистина е привилегија да се соработува со една таква дива. Дали навистина тоа е серијално или е дело шоу? Па тамо е све шоу, мислим тамо е или шоу како ви кажа. Шоу, добро. Шоу, па мислим све то шоу. Ali sa druge strane da nismo iskreni u svojim emocijama, to ne bi bilo tako gledano. Ако со некого ни беше задоволство да работиме, тоа е нашата најпозната водителка Лила Филиповска. Токму и таа беше најголема поддршка кога почнавме со овој проект и не охрабруваше да си ја работиме нашата работа. Една од нашите најубави соработки беше кога ја натеравме за прв пат да лета со параглајдер. Веруваме дека и таа, како и ние, ова снимање ќе го паметиме цел живот. Искрено го мислам, ова е нешто што не може да се опише, ова е навистина нешто мора да се доживее. Уште еднаш ќе кажам, летање со авион и летање со параглајдер апсолутно нема никаква допирна точка. Ексклузив беше прв кој откри љубовната врска помеѓу познатата водителка Маријана Станојковска и Пеце Наумовски. Откривме како се запознале, каде воделе љубов и на крајот ја натеравме токму Маријана да прозбори за љубовната романса со екс-кошаркарот Наумовски. Ти не бегаш од камерите, зошто ја криете толку врската? Ја не бегам од камерите од причина што се занимавам со јавна професија и било навистина не би било добро да буквално да се тргам од камерите, но едноставно не сакам да зборувам кога во прашање мојот приватен живот. Значи, тука сум ставила точка, не сакам да зборувам, значи можам да зборувам за она што го работам, за она што е ново на професионален план, но не би сакала да откриам ништо по однос на мојот приватен живот. Особено ни беше драго што мега популарната Северина даде интервју за Ексклузив. Кратко, ама сладко. Мислам, која песна ќе отворите вечерта, ќе ни откриете, ми кажавте да направам наградна игра, ја направив таа наградна игра и публиката кажа добре дошол клуб. Може. Не сам размишljala o tome, ali može. A imate mi ostali repertoar? Имаме уште неколку други песни, ќе ви ги доставам подоцна, па ќе ви... Ако ви meni možete to ispisati, to bi bilo jako zgodno. Hvala. Hvala. Hvala ви многу. Hvala vama puno. Da, vidimo se večeras. Hvala. Не можеме да не ве подсетиме на инцидентот со пејачката Елена Ристеска. Ние искрено се надеваме дека таа од сето ова ќе извлече поука и ќе научи да ги цени токму тие кои ја направија нејзината кариера. Олека. Ја тебе ништо да ти направи. Ние културна снимаме кооперација. И тоа е толку. Не, јас да ти објаснам на теб. Брегеше, ме псуеше, ме пати за град, ме ја толи капата. Ама чекай сега, не го да лажеш. Јас лажам, прво ме врегаш. Ева ти го и ова, ме псуеше. Чекај малце. Јас да ти кажам на теб. Едно од најкоментираните интервјуа на социјалните мрежи беше она со пратеникот Амди Байрам. Предлагам да се подсетиме повторно. Зубите ми се ретки и тешко го многу ред. Јас сум Амди Байрам. Сите гледате Ексклузив на 1 ТВ. Гледајте не. Сите. И најјакото нешто што постои, сите граѓани што го гледаат. А се знае кој е. Фација 1. Зоки Фација 1. Запаметено ќе остане и гостувањето на познатиот рапер Слаткар, кој јавно го прозва неговиот колега Панчо од ДНК. Зошто се скаравте со Панчо? Каде е Не сум проблемот? се скарал, кој се... Тоа значи дека ги закупавте секирите? Не сум се скарал, јас сум никој. Едноставно сум имал фаза у животот која сум кажал дека неќе да го гледам, пошто не имам баш многу за гледање. За слушање не е ба уопште, ајде, знаеш, кај... А контактирате ли сега? Бутнеш све, па ете и тоа.